Се уште се шири бројот на заразени од големата кашлица. Ширењето ќе се забави само доколку родителите редовно ги вакцинираат своите деца со 3 дози Дитепер, велат епидемиолозите. До сега во Македонија има вкупно 399 заразени со пертусис и освен прогласената епидемија во главниот град Скопје, прогласено е и во Куманово. Значи 399 случаи се сериозна бројка веќе за мене, затоа што покрај Скопје кој прогласени епидемија на град Скопје, чинам прогласи и Куманово епидемија, што значи нашите предвидувања кои беа пред 2 недели, тука некои 14-15 дена баш разговаравме со некои ваши колеги новинари, беше и јасно кажано дека секој ќе се прошира на територијата на цела Република Македонија. Во Скопје очигледно дека вакцинацијата одлично оди во тече, мислам и на цела територија на Република Северна Македонија, така да ако се продолжи со овој интензитет на избарување, нели, туку речи сите картончиња се поминати, вакцинални картончиња на децата во цела Република Македонија, најдени се невакцинираните, делумно вакцинираните деца и сите се повикани нели на дополнителната или редовна вакцинација, се јавуваат нели родителите ги носат децата на вакцинација, така да сега треба малку време. Значи, ако ја забавиме епидемијата, односно ширењето на големата кашлица, додека трае вакцинацијата, мислам дека ќе имаме една не екстремна крива, која би дала еден висок број на случаи на заразени. Тук ќе имаме една блага крива, која ќе има некој си врв, кој бил некаде 2-3 недели од сега натаму, и потоа би требало да почне да се смирува доколку се одвива вакцинацијата. За додека децата не стекнат имунитетот. И знаете, прво некои ќе одбијат вакцинација, другите кои ќе се вакцинираат, па треба барем 2 недели за да може да имаме имун одговор. Значи треба во тие 2 недели од вакцината додека стекнат имунитет да не се заразат, така да има неколку фактори кои влијаат на таа крива, меѓутоа идеално би било дека доколку оди вакцинацијата како што треба, се јавуваат сите, доколку дечијата ја примат првата, втората и третата доза и евентуално тие пропуштените дози што се на ревакцина. Најзафатена група на заболени од пертусис моментално се децата од 10 до 14 годишна возраст, најчесто сега поради интензивните контакти на топлото време, велат епидемиолозите. Невакцинираност и поради тоа што имаме интензивни контакти сега. Значи, се стопли времето, почна да излегуваат младите, zato што гледам тука на табелите и на овие графикони, најзафатена група, ние од 10 до 14 години, значи тинејџерите, после нив се 15 до 19 години, и тоа ни е таа група која веќе имунитетот од последната ревакцина слабе. Значи нема толку силен имунитет, бидејќи тој трае некаде околу 7 години после последната ревакцина, а се работи за група кои нели почнуваат да се дружат повеќе, да шетаат нели во кафулиња, во трговски центри и така натаму, остваруваат интензивни контакти. Матурските вечери се ближат, уште повеќе тие контакти ќе бидат интензивирани, така имаме уште терен за да може инфекцијата да ни се шири и очекувам дека ќе имаме и по другите градови с големени бројки сега за сега. Меѓутоа, радува што не сме слушнали до сега дека клинички имаме некоја си интензивна или пострашна клиничка слика. Големата кашлица е вид на респираторна инфекција во народот, позната уште и како магарешка кашлица. Се пренесува по пат на воздушно-капков механизам, а просечното време на инкубација е 10 дена. Инфективноста се намалува со текот на времето и е највисока во периодот блиску до крајот на инкубацијата. Големата кашлица е сезонска инфекција. Се работи за долготрајно заболување, кое трае некаде околу 10 недели, проследено со кашлица, и доколку имаме тешка кашлица, која трае 4 до 5 недели, таа може да го истошти организмот и да предизвика тешка клиничка слика, велат епидемиолозите.